Здраво и добре дојдовте на каналот Ти можеш. Во ова видео ќе споделам со вас една вежба за поголема самодоверба. Кажав и во минатото видео, не верувам во ништо што се случува преку ноќ и 7 дена се малку, меѓутоа идејата ми е дека ако вежбата дисциплинирано, секојдневно и упорно ја работите 7 дена, ќе забележите некоја промена. А ако сакате, таа иста вежба можете да ја повторите 4 или 6 недели и ќе поминат 28 или 40 на дена, а според некои тврдења, тоа е доволно време да се променат некои навики, уверувања, ставови. Оно што е битно е да верувате дека оваа вежба може да ви помогне, затоа што ако не верувате, неважно е дали ќе ја правите 40 или 50 дена. Резултати нема да има, затоа што ќе се разбудат вашите отпори и нема да дозволат ништо да се случи, нема да дозволат никаква промена. Би било убаво да ја правите вежбата во некоја соба во која што ќе бидете сами, каде што ќе имате тишина, да се сместите во положба која што ќе ви биде удобно, да бидете стабилни, со стопалата на подот, да бидете опуштени и да ги затворите очите доколку така се чувствувате пријатно, а доколку не се чувствувате пријатно, тогаш останете со отворени очи, меѓутоа гледајте да бидете фокусирани во некоја точка, да не ви бега погледот и доколку ви одговара и ви се допаѓа вежбата, работете ја. Доколку имате непријатни сензации, некакви отпори, прекинете ја во било кое време. Може да ја работите по делови или најубаво би било да ја преслушате прво, а потоа да изберете што и како ќе правите понатаму. Доколку не можете сами, а сметате дека може да ви помогне оваа вежба или некоја слична на неа, побарајте стручна помош. Најпрви земете лист хартија, повлечете се во некоја просторија која ќе бидете сами и ќе имате тишина, потоа опуштете се и затворете ги очите. Првата вежба или кратка визуализација е потрага по одговор на прашањето кој или која сум јас. Немојте да размислувате, дозволете да ги чуете и да ги видите сите асоцијации и слики кои најпрвен ќе ви паднат на памет. Например, јас сум жена, мајка, ќерка, сопруга, учителка, докторка или син, татко, брат, возач, доктор, учител. Дозволете сите ваши идентитети да излезат на површината. Погледнете се себе си во сите тие улоги или погледнете ги сите своји идентитети, сите на кои ќе се сетите во овој миг. Не брзајте, дајте си време. Сите овие улоги, сите овие идентитети сте вие. Вие сте и многу повеќе од тоа. Вие сте тој или таа кој ги игра сите овие улоги и кој се пронаоѓа себе си во сите овие идентитети заедно во текот на својот живот. Се уште останува прашањето кој или која сум јас. Дозволете да ја чуете асоцијацијата, мислата, зборот, одговорот или ако ви дојдат повеќе мисли и одговори, определете се за еден, тој кој што го чувствувате најмногу како свој. А ако не можете да се определите, ако се повеќе, запамтете ги и отворете ги очите. Запишете на листот јас сум. Ако не дојдете до еден одговор, запишете ги повеќето одговори. Ако е потребно, запишете ги сите идентитети кои сте ги наброиле. А ако не ви се јави ни еден одговор, ни една мисла, асоцијација, и тоа е во ред. Оставете го тоа за другиот пат кога ќе ја правите вежбата. Не се притискајте. Затворете ги повторно очите. Одиме во втората вежба или вториот дел од вежбата. Втората вежба е јас заслужувам. Кажете го тоа.
Jaz zaslužuvam i obidete se da го почувствувате длабоко во себе. Почувствувајте дали некаде во вашето тело се создаваат отпори, проверете дали верувате и обидете се да освестите што се заслужувате. Јас заслужувам радост, среќа, здравје, љубов, разбирање, поддршка, слободан избор, повеќе енергија, топол дом, пријатели, партнер и разбирање со сите тие луѓе и многу мали радости на секојдневно ниво. Се што мислите длабоко во себе, искрено, исконски, освестете го и видете како се чувствувате. Потоа, отворете ги очите и запишете го тоа на хартија. Јас заслужувам. И напишете се што ви дојде на памет како асоцијација. Сакам само нешто да напоменам. Овде под заслужувам подразбирам се што заслужуваме само поради тоа што сме, постоиме, што ни е дадено од раѓање ни припаѓа на сите луѓе. Не поради тоа што треба да го направам. Се разбира дека во животот треба да правиме многу работи, да вложуваме, да негуваме и чуваме се што ни е на дар дадено. Меѓутоа, не треба да правиме ништо за да заслужиме. Затоа што не зборувам за работи кои што се заслужуваат, затоа што ќе бидеме вакви или такви, добри или подобри, туку зборувам за работи кои ни следуваат, само затоа што сме и ни следуваат на сите нас. Ако не верувате во некој од овие работи, дека ги заслужувате, не ги пишувајте. Оставете ги понатаму за друг пат кога ќе ја правите вежбава. И сега кога веќе откривме кои сме и што заслужуваме, сега е вистинско време за сето тоа, а и за се друго што ќе ви падне на памет да се заблагодариме. Дајте си доволно време и искажете ја својата благодарност за се што во моментот ќе ви се чини вам важно. Благодарностите го менуваат животот. Благодарностите мене ми го сменија животот и на многу други кои ги знам. Благодарностите имаат моќ да ни помогнат да освестиме како што ние луѓето сакаме да кажеме колку многу имаме или што се ни е на дар дадено. И ако мислите во моментот дека немате многу на што да бидете благодарни затоа што сте ги отвориле очите, затоа што сте овде, затоа што мислите, слушате. Бидете благодарни за секој здив, затоа што сте го виделе новиот ден, сонцето, вашите најблиски и за можноста да ги прегрнете, да им кажете по некој убав збор. Бидете благодарни за се што е денес и се што било досега. Отворете ги очите и запишете ги благодарностите. И независно колку и да се, запишете ги и оставете другиот пат кога ќе правите вежбата да бидат повеќе, а можеби ќе бидат и некои сосем други. Одиме понатаму. Затворете ги очите. Овој дел од вежбата или оваа вежба е за освестување на љубовта кон себе. Се што правиме во вежбата и се што понатаму ќе правиме, нема да ни успе, нема да веруваме, доколку не освестиме колку се сакаме себе си. Затоа, повторете по мене. Јас се сакам себе си. И почувствувајте го тоа. Почувствувајте колку многу всушност се сакаме себе си. Дозволете си да искажете таа љубов кон себе. Кажете си, те сакам. Те сакам со се што си и се што носиш во себе. Не брзајте, дозволете да ја почувствувате таа љубов кон себе. Ако имате некакви отпори, забележете го и тоа. Ако не верувате длабоко во себе во тоа, ветете си на себе си дека ќе работите, да ја освестите таа љубов кон себе, затоа што сите ја носиме во себе и сите имаме способност. Не грижете се. Да се сакаш себе си не е себично.
велат како можеш да ги сакаш другите ако не се сакаш себе си. Затоа, уште еднаш, се сакам себе си со се што сум и се што носам во себе. Ако имате потреба, прегрнете се себе си и останете во таа положба некое време. Потоа, отворете ги очите, запишете. Јас се сакам себе си. Ако имате потреба, запишете како сте се чувствувале. Одиме понатам. Јас знам својата вистинска вредност. Јас вредам. Освестете својата вредност како човечко суштество, како душа, како енергија, ко некој кој постои на овој свет, придонесува, дава, шири љубов, добрина, топлина, како некој кој има своја вредност и е свесен за неа, покрај сите своји грешки, заблуди, слабости, илузии. Проверете како се чувствувате, колку верувате во тоа, колку верувате во својата вредност, во вредноста која што ја имате, како и секое друго човечко битие. Само луѓето кои се свесни за сопствената вредност може да ги вреднуваат другите. Отворете ги очите и запишете. Јас вредам, доколку верувате во тоа. А доколку не верувате, запишете како сте се чувствувале и оставете го и тоа за следниот пат кога ќе ја правите вежбата. Одиме понатаму. Јас верувам во себе. Јас можам, умеам, имам сили и ќе најдам начини да ја подобрам, изголемам или вратам својата самодоверба. Повторете го тоа уште еднаш или повеќе пати, во зависност од тоа колку ви е потребно. Видете колку верувате во тоа, дали имате некакви отпори, останете во таа положба и потоа, кога ќе бидете подготвени, отворете ги очите и запишете го и тоа. Јас верувам во себе. Јас можам. Јас умеам и ќе најдам начини да ја подобрам или зголемам својата самодоверба. Запишете го тоа во што навистина верувате. Одиме на последната вежба. Оваа вежба представува заокружување на се претходно. Затворете ги очите и дозволете си себе си да се видите во една ситуација во која обично немате самодоверба и да почувствувате и да видите како ќе се однесувате и како би изгледало сето тоа доколку имате поголема самодоверба, доколку повеќе верувате во себе, независно за која ситуација и да се работи. Изберете вие. Погледнете себе си оддалеку, погледнете ја целата ситуација и видете како изгледате кога имате самодоверба. Како се однесувате, што правите, како се чувствувате, каква е реакцијата на другите. Дајте си време колку што ви е потребно, не брзајте. Уживајте малку во целата слика, во новата ситуација и обидете се оваа слика да ја задржите во себе заедно со чувствата кои ви ги предизвикува и да ги искористите како потсетник кога повторно ќе се најдете во таква ситуација и ќе чувствувате дека немате висока самодоверба. Доколку сакате, доколку сте подготвени, оваа иста вежба можете да направите за повеќе различни ситуации. Кога ќе бидете подготвени, отворете ги очите и ако сте осознале нешто ново за себе
ili ste videli nešto što vi je značajno i može da vi pomogne i da vi posluži vo takvite situaciji, zapišete go to. Ako ne, samo zapišete jas imam samodoverba. Otkako ke završi ova video, odnosno otkako ke završite vaša ta vežba, pročitajte što ste zapišali na listot. Nemojte da se osuduvate, da se kritikuvate, da se analizirajte. Samo pročitajte. I dokoliko vi se dopaja, dokoliko vi odgovara na vaš senzibilitet, vedete si, odnosno dogovorite se so sebe, дека наредните 7 дена ќе работите оваа вежба. Би требало да работите се пократко и пократко, да добивате се појасни и појасни одговори, слики, чувства и се полесно и полесно да ги усвојувате и да ги прифаќате како ваши сите овие реченици. Јас заслужувам, јас верувам во себе, јас се сакам себе си, јас вредам, јас можам, умеам, имам самодоверба со свесност кој сум или која сум јас и со дозвола да бидам она што сум. После првата недела би требало да имате појасни увиди, да почувствувате промена, да верувате се повеќе и повеќе во тоа што го зборувате, вашата самодоверба да биде поголема и ако е тоа така, продолжите го тоа уште 3 или 5 недели, да бидат 4 или 6. Ако не е така и не ви одговара оваа вежба, тогаш не се критикувајте, не се осудувајте, најдете друга вежба која повеќе ќе ви одговара или побарајте стручна помош. Јас искрено се надевам дека оваа вежба ќе ви помогне. Очигледно е дека не ви требаат посебни услови, дека не ви треба многу време и доколку сте задоволни од нивото на самодоверба на кој што моментално сте, сепак може да ја работите оваа вежба, затоа што секогаш може повеќе или секогаш ќе се наоѓаме во некои ситуации во која може би ќе се чувствуваме дека ни паднала самодовербата и ќе ни затреба малку да ја освестиме и да ја потигнеме на повисоко ниво. Ви благодарам за вниманието. Споделете го ова видео ако мислите дека некому ќе му служи. Ставајте лайк и сабскрајб доколку не сте го направиле тоа. И со некоја нова тема се гледаме во следното видео. До тогаш, се најубаво.